Почитувани граѓани, почитувани медиуми, веќе 7 ден откако отворивме криминалната афера за тендерот во јавното претпријатие Водовод. Еве јавно сакаме да прашаме, соработува ли јавното обвинителство со директорот на Водовод и со Петре Шилегов и наместо да ги повика на распит, им дојавува информации од случајот. Весковски и Шилегов се фатени во криминал и од тоа нема бегање. Имаме докази за местење на тендер од 300.000 евра, кој не само што е распишан и даден на фирмата КБК Инженеринг и Кодинг 2, која претходно ги извршила работите, туку и градежните работи и зафати се плаќани 2 до 3 пати поскапо од тоа што биле плаќани до 2017 година. Според документацијата која сега ја поседуваат и во јавното обвинителство, а нормално молчат само за да го заштитат криминалот, се гледа дека геодетски работи, копање на ров во 2017 година биле плаќани по 19,34 денари, а сега на овој тендер се преплатени, односно за истата работа е платено 168,85 денари, односно 8,7 пати поскапо. Неверојатно. Копањето на ров е исто и во 2017 година и денес. Ништо не е сменето во однос на трошоците, но сумата која се наплаќа од парите на граѓаните е драстично поголема и неоправдана. Дали е тоа за да се плати можеби некоја изборна кампања, ќе видиме. Од документите кои ги имаме се гледа дека земјените работи, односно рачен ископ за откривање на главна водоводна мрежа во 2017 година чинел 250,55 денари по метар квадратен, сега чини 797,36 денари по метар квадратен или 3,2 пати повеќе. Постапката е криминална и треба да има одговорност за сите инволвирани. И за тоа како вовеле фирма во работа, дали ја вовеле и зошто таа фирма сработила без да биде избрана на тендера, дури 2 месеци откако ги завршила градежните зафати, односно реконструкција на водоводна мрежа на улица Варшавска, потоа распишале тендер и токму таа ја одбрале. Што самото по себе покажува дека тендерот бил наместен токму за фирмата КБК Инженеринг и Кодинг 2, која што е дел од рамковната спогодба. Дополнително е сомнителна и криминална затоа што цените кои што се плаќани по стапки алудираат на неверојатна несразмерност, што уште еднаш покажува дека 2,5 пати повеќе е преплатено во однос на реконструкција на иста таква улица по пропорција во 2017 година, што покажува дека се испумпани голем број на пари од јавното претпријатие на Водовод. Јавното обвинителство и Вилма Русковска, каде што е поднесена кривичната пријава и доставени доказите, да не чекаат и да постапат веднаш, имаат доволно докази и повеќе од што треба за веќе директорот на јавното претпријатие Водовод и градоначалникот на град Скопје бидат дел од истрага. Наместо тоа, наместо да водат истрага за сериозен криминал, тие вршат притисок кон политички неистомисленици кандидати од опозицијата, за што бевме сведоци вчера на еден смешен случај. Наместо да го гонат криминалот за кој што им доставуваме докази, тие отвараат случај каде што се увидело уште пред 10 години дека не постои никаков случај. Класични конструкции се со цел да се наштети на кандидатите на ВМРО, а наспроти тоа да се заштити криминалот на СДСМ. Благодарам на вниманието.